благодарам. Почитувана министерке Тренчевска, почитувана државна секретарка Несторовска, почитуван декане Дујовски, почитувани панелисти, присутни колеги и колешки. Со задоволство ја прифатив поканата за учество на оваа панел дискусија, од причина што мојата улога во борбата за правата на жените и поддршката на жените од безбедностниот сектор е поразлична од улогата на останатите чинители. Улогата што ја имам во промоцијата и унапредувањето на родовата еднаквост во безбедносните служби е поразлична од причини што истата ја давам од три страни. Првата страна е таа што јас лично сум вработен во Министерството за внатрешни работи и од секогаш сум ги поддржувал колешките во нивната борба и родовата еднаквост. Во текот на мојата 30 годишна работна кариера сум извршувал работи и работни задачи рамо до рамо со колешки, дури и во несложени безбедностни ситуации. На почетокот од мојата кариера во Министерството за внатрешни работи имаше многу мал број вработени колешки, но во изминатите 5-6 години, благодарение на родовата политика на министерот Спасовски и неговиот тим, тој број значително се зголеми. Втората страна е таа што како претседател на Македонскиот полициски синдикат исто така давам силна поддршка на 2400 наши членки вработени во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Управата за финансова полиција во промоцијата и унапредувањето на женските права, што го докажуваме со следните активности. За прв пат во синдикализмот во Министерството за внатрешни работи, откако стапив на функцијата претседател на Македонскиот полициски синдикат, во највисокиот орган на Македонскиот полициски синдикат, извршното биро, на позициите под председател и помошник на генералниот секретар избравме жени. А на пониско ниво имаме околу 30% председателки на совети и основни организации. Во ова насока сакам да напоменам дека изборот на председатели на основни организации е преку непосредни тајни избори од страна на членството, со што преку кампања поттикната од моја страна ги охрабривме членките да се кандидираат и да учествуваат на изборите, со што се зголеми бројот на жените, подпредседатели и председатели на основни организации. Овде неминовно е да не се спомене дека сме еден од ретките синдикати од Балканот и пошироко во рамките на кој функционира секција на жени, која преку своите активности потемелно ги разработува прашањата од родов аспект. При изработката на актуелниот колективен договор во Министерството за внатрешни работи во текот на 2021 година, по иницијатива на Македонскиот полициски синдикат, а благодарение на заложбата и посветеноста во борбата за правата на жените од страна на државната секретарка Несторовска и родовата сензибилност на нашиот министер Спасовски, успеавме во колективниот договор да имплементираме права на нашите колешки кои ги нема дури и во најдемократските колективни договори. Тука би ги издвоил родовиот речник. Значи, употребата на родовиот речник во нашиот колективен договор е единствен во Република Северна Македонија и, како што кажам, благодарение на државната и министерот го имплементиравме во нашиот колективен договор. Исто би ги споменал 100 евра парична помош на колешките за новородено дете. Паузата од 1,5 час за мајка доилка, која што според законот е 1 час закон за работни односи, ние им дадивме на колешките 1,5 час и ред други права. И третата и најважна заложба, која што ја негувам секојдневно, е семејната. Тоа е поддршката што ја давам на мојата сопруга, која е вработена во Министерството за внатрешни работи, повеќе од 25 години и е меѓу нас денес овде. Неизините почетоци во Министерството за внатрешни работи беа како полициски службеник во униформа и беше единствена униформирана во кавадарци во време кога жените во униформа беа реткост. Да денес постане жена на раководна позиција од оперативно ниво во Министерството за внатрешни работи. И токму низ неизината приказна и секојдневните родови предизвици со кои што се соочуваше таа, сум свесен и знам дека жените во униформа можат, и дека силата не е во мускулите, туку во интелектот, храброста и знаењето.
На крајот, како вработен во Министерството за внатрешни работи, како претседател на Македонскиот полиски синдикат и како сопруг на жена вработена во Министерството за внатрешни работи, сакам да ви дадам до знање дека во мене секогаш може да гледате на човек кој ќе ве поддржува и заеднички ќе се бори за вас, за родова еднаквост во безбедносниот сектор. Нека ви е честит празникот, продолжуваме понатаки заедно. Ви благодарам.